Покачените температури и разбудената вегетација се причини за појава на разновидни надворешни и внатрешни паразити, велат ветеринарите, нагласувајќи дека може да бидат заканувачки и за здравието на животното, но и за човекот, пренесувајќи опасни и заразни болести. Со покачувањето на температурата, со будењето на вегетацијата, тогаш доаѓаат и паразитите. Паразитите ги имаме во изобилие, јас велам за извоз, крлежи, болви, флеботомуси, комарци, немаме нешто што немаме. И повеќето од болестите што тие ги пренесуваат се и зоонози. Најчести лаишманија, борелиоза или лајмска болест, опасни за животните се пак ерлихиоза, анаплазма, срцеви паразити, очни паразити, какви ли не паразити, и болести кои пренесуваат. И затоа треба да бидеме сериозни, за да можеме да се заштитиме, да ги заштитиме нашите животни, со тоа и ние самите да се заштитиме. Недворешните паразити, односно крлежите, најчесто може да се најдат во така наречените топли места кај животното, како под пазувите, во ушињата и секаде каде е овозможена поволна телесна температура. Ветеринарите советуваат, доколку наидеме на вакви паразити, најважно е навремено реагирање, било во домашни услови или во ветеринарна станица. Сепак, за да не дојде до тоа воопшто, неопходни се редовни прегледи, како и примена на заштитни средства против надворешни и внатрешни паразити. Многу битен момент е редовно, тоест 2 пати годишно да се прават тие тестовите за вектор болести, затоа што пролет и есен, затоа што тогаш е периодот кога најчесто се појавуваат овие тропски болести. Тоа се заложителните, препорачени заложителни. Други моменти исто така редовно, за да може да се проверува периодот кога треба да ги правиме профилактиките за вакцините и за внатрешни и надворешни паразити. Тогаш не е задолжително да одите на ветеринарен лекар за внатрешните и надворешните паразити, но битно е вие да ги ставате или да ги давате средствата за да може да бидете вие заштитени и сите околу вас. Причина плюс за појавата и транзиција на многобројни и разновидни надворешни паразити се и честите патувања на луѓето од една точка до друга, како и екстремно високите температури кои се резултат на климатските промени.